Владимир Грчев е исклучително талентиран ученик во областа на информатиката и математиката, кој што од најрана возраст го покажува својот потенцијал и посветеност. Уште од 4-то оделение настапува како најмлад надпреварувач по информатика во државата, а во изминатите 4 години уште од 6-то оделение е дел од националните тимови на Македонија по информатика, со кој континуирано освојува медали и признанија. Во 2025 година беше дел и од националниот тим по математика, каде освои сребрен медал за Македонија. Најзначајното и највредното достигнување на Владимир, но и за Македонија, е освојувањето на златен медал на Европската олимпијада по информатика во Шумен, Бугарија, еден од најпрестижните меѓународни надпревари, каде Владимир блесна меѓу најдобрите млади информатичари во Европа и ја направи Македонија горда. Во текот на сите овие години, Владимир има освоено бројни медали и признанија на државни и меѓународни надпревари, меѓу кои златен медал Европска олимпијада по информатика Шумен, Бугарија, златен медал Стелеле информации 2025 во Букурешт, Романија, златен медал Македонска олимпијада по информатика за млади, златен медал Македонска олимпијада по математика за млади, сребрен медал Балканска јуниорска олимпијада по математика, бронзен медал Балканска олимпијада по информатика во Удине, Италија, бронзен медал јуниорска Балканска олимпијада по информатика во Ларнака, Кипар, 4-кратен државен првак по информатика, вклучително и во 2026 година. Ова е само дел од неговите достигнувања. Оваа листа е само дел од неговите достигнувања. Зад неја стојат години посветеност, дисциплина и постојано надградување. Во 2026 година Владимир повторно го потврди својот врвен квалитет и стана државен првак по информатика по 4-ти пат, поставувајќи стандарди кои ретко кој може да ги достигне. Во изминатите 4 години, како дел од националните тимови по информатика, Владимир никогаш не се вратил без награда или медал, секогаш достојно представувајќи ја Македонија со знаење, скромност и љубов кон науката, како резултат на неговите извонредни достигнувања. Јаха Кемал му ги отвори вратите и го прими како свој ученик со доделена стипендија, препознавајќи го како еден од најперспективните млади умови во државата. Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска сме во студиото на телевизија Кочани заедно со информатичкиот гени Владимир Грчев, кој по 4-ти пат се закити со титулата државен првак по информатика. Последниот пат му е во Скопје на државниот надпревар по информатика, кој го организираше Сдруженијето на информатичари на Република Македонија. Владимир, добро вечер и добро да дојде во нашето студио. Добро вечер, многу ви благодарам што ме повикавте на... Така, напрем да се представиш, еве, каде учиш, колку години си? Значи, јас сум Владимир Грчев, имам 15 години. Јас од 4-то оделение се надпреварувам на информатика, на надпреварите организирани од Сдруженијето на информатичари на Македонија, а од 6-то оделение сум веќе член на тимовите кои ќе представуваат Македонија на меѓународно ниво. Така, и благодарение на твојот успех ти доби стипендија за да учиш во Добрич. Благодарение на моите успеси и награди добив целосна стипендија во Јахја Кемал, средното во Скопје, во кој што сега учам и сум прва. Ајде да позоруваме малку за последниот твој успех во Скопје, каков надпревар беше тој, конкуренцијата, да раскажеме малку на нашите гледачи. Последниот успех беше државен надпревар по информатика, организиран од Сдруженијето на информатичари, дел од истиот циклус што се организира секоја година. Целта на тие надпревари е секако да се изберат најдобрите надпреварувачи кои ќе представуваат Македонија на меѓународно ниво. Така, и ти освои прво место. Да. Така, овде во студиото гледаме и многу пехари кои што ги имаш освоено. Ајде малку подетално, кој ти е така најдраг, твое најголемо постигнување? Сите се големи достигнувања, меѓутоа еве на тебе сигурно имаш некој најдраг. Секако најголемо постигнување е очигледно дека ми е златниот медал на Европската олимпијада по информатика за млади. Таа се организираше во август во Шумен, Бугарија.
Освоив златен медал и секако чувството беше преубаво и секако сум многу горд со тоа постигнување. Бидејќи пред неколку години, кога веќе прв пат влегов во тимот во шесто, таков успех ми се чинеше недостижен и многу далеку. И многу голема чест што сега што можев таков успех да постигнам. Така, колку време треба да, мислам, како треба да работиш, да се подготуваш за да бидеш секогаш прв? Значи, нема некоја многу волшебно нешто што треба да се прави, само се состои од давање многу на време во тоа и решавање многу задачи. Така, ти тоа го правиш ностоп континуирано, имаш поддршка од професори, наставници, ментори? Имам поддршка секако. Сдруженијето на информатичари организираат камп секоја година за да ги спрема надпреварувачите, организираат и бивши надпреварувачи да не спремаат со цел за да постигнеме подобри резултати. Ајде да раскажи ми за некои твои други успеси, например европското, ова последното државно, имаш нели други медали, Божи би гледачите не ги знаат, па да ги запознаеме. Освен информатика, од лани влегов во тимот, во македонскиот тим што ќе претставуваше Македонија на Олимпијадата математика за млади, балканската, во која што земав сребрен медал. Така. Друг некој, еве да раскажеме да... Освен тоа, во 2024 земав бронза на Европската олимпијада информатика за млади, земав бронза на јуниорската за Балканска олимпијада, во 23-та земав бронза на јуниорската олимпијада Балканска за млади. Ова ми е четврт пат да сум државен првак по информатика. Така, какво е чувството да се биде секогаш прв? Чувството е убаво, секако, но сепак некако тоа не ќе сега да испаднам арогантен, но тоа е само момент, да кажеме. Во моментот се осеќа убаво, но после знаеш дека сите се унапредуваат и не може многу да се дефинира како најдобар. Така, како Владимир ги откри, како го откри ти твојот талент? Како започна се? Започна уште кога во второ-трето одделение моите ме запишаа на курсеви во СЕМОС и многу брзо ги поминав сите курсеви и на крајот завршив на подготовки за надпревар. Каде што почнав и кога веќе во четврто прв пат се појавив на надпреварот информатика. Така, тоа ти е прво освоено место во четврто одделение? Мислам дека државниот надпревар не се организираше таа година поради ковидот. Ама прва и плюс четврто и пето одделение бев надвор од категорија, бидејќи бев премлад, а од шесто одделение веќе сум официјално во категорија, официјално сум државен првак. Така, сега во Скопје го учиш во АХ Кемал, така? Да. И како е таму? Супер. Не само преубаво е школото и многу и поддршка добиваме од школото за да не спремаат и Така, покрај училиштето, кој се твои, мислам, која е твоја најголема поддршка? моите родители. Така. На прво место, бидејќи мајка ми во второ-трето одделение кога кажав за тие курсеви СЕМОС, секој викенд ме возеше од Кочани до СЕМОС и сум од Кочани до Скопје и сум многу благодарен за тоа. Така, покрај еве информатиката, Владимир, мислам, има ли време да се дружи со другарчињата, да другарува? Па секако, дека ако цело време се работи, некако треба да има некој баланс, бидејќи ако цело време се работи може да дојде до прегорување и до самогубење мотивација. И затоа е важно да се има некој баланс, да се има живот, како што може да се каже. Покрај бројните еве медали што ги имаш, ајде да позборуваме малку подетално и за останатите успеси. Значи, јас на сите олимпијади што досега имам учествувано, имам вратено или со медал или со олимписка пофалба. Моите медали вклучуваат секако златниот медал што го веќе спомнав, вклучуваат златен медал на Стелеле информатика, што е еден надпревар што го организира Романија. Имам три бронзени медали на јуниорска Балканска олимпијада по информатика. Имам уште еден бронзен медал на јуниорска Европска олимпијада по информатика и од вани освоив и сребрен медал на јуниорската Балканска олимпијада по математика. Така, и твојата цел еве да кажеш вака пред гледачите, целта која е твоја во животот покрај информатиката, учењето и така. Секако не планирам во скоро време, додека сум се уште во средно образование да престанам да се надпреварувам, секако ќе продолжам со циклусите на надпревари што се секоја година, но потоа секако целта ми е да се запишам на некој престижен универзитет, но сепак потоа некако не ми се
Немам некоја желба да живеам во странство, би сакал повеќе да се вратам во Македонија и да направам нешто корисно за луѓето. Кажи ми, покрај поддршката од родителите, дали имаш поддршка и од државата, од општината? Секако имам поддршка од државата, тие секако и покриваат и дел од патните трошоци за тие олимпијади, даваат и парични награди за медалите и за својан државен првак. А од општината исто сум многу благодарен, бидејќи последните 3 години општина Кочани веќе ги покрива спомнатите кампови што се за спремањето на тимовите. Еве видовме на фотографија дека си бил на прием кај министерот Стефан Андоновски, да кажеш малку околу. Да, министерот за дигитални трансформации Стефан Андоновски ме повика на прием после освоениот златен медал. Јас сум му секако многу благодарен за тоа. Се зборувавме, ме прашуваше за секако за успесите и ми поклони компјутер. А дали Владимир помага на ученици твои, врсници околу информатиката, ако нешто не им е јасно да им објасниш, да им помогнеш? И што се знаеме, например, со тимовите цело време си контактираме и си помагаме, но сепак и се трудам и да помогнам секогаш кога некој ми побара помош, некој или помал или некој што не е упатен од каде точно да учи, секогаш сум пробал да помогнам највеќе што можам. Така, што ќе им порачаш на младите? Еве што сакаат да се занимаваат со информатика, што велат дека е тешко, дека не можат или нема за добар. Ова не важи само за информатика, ова важи за се, дека ако сега ќе звучи малку така чудно, но дека ако се сака, се може. Нема никој што е неспособен во нешто или некој што е да кажеме талентиран или надарен да може да прави нешто, тука само колку време има потрошено во тоа. Дека со доволно време може да се стигне до било каде. Што ќе прави Владимир сега во иднина? Која му е целта? Кои му се плановите? Како прво ќе продолжам да се надпреварувам информатика и математика. Тоа за додека сум средно, а потоа сакам да се запишам на некој престижен универзитет, но на крајот целта ми е да се вратам во Македонија. Не ми се живее некаде во страната. Овде сакаш да продолжиш твојата иднина? Да. Така, благодарам.